Почитувани беа тоа вестите во 7 часот и 30 минути, а она што следува во продолжение на нашата утринска програма, вие кои што сте наши редовни гледачи, знаете дека следува првиот разговор за ова утро. Како што ви кажав, утринава заедно со мене ќе биде задолжена за гостите нашата Сузана Турунџиева. Сузе, добро утро. Добро утро. До тебе прекрасно изгледаш, убава промена. И твоја гостинка ова утро е доктор Даниела Поповска, специјалист по онкологија и радиологија, која што ни доаѓа од клиничката болница Аџибадем Систина. Утринава, односно денеска ќе зборувате за светскиот ден на борба против канцерот. Претпоставувам дека денеска, и не само денеска, туку секој ден треба да зборуваме за ова, за да се подигне свеста кај секој од нас за превенција и борба против оваа болест. Ви благодарам што сте ова утро заедно со нас. Сузе, повели. Благодариме за најавата. Поздрав до гледачите, поздрав се разбери и до нашата драга гостинка, која е, како што кажа Ирена, ни доаѓа од Аџибадем Систина, доктор Даниела Поповска. На овој ден верувам дека ни целиот свет се прават многу кампањи. Не е само еден ден во годината во кој што треба да ја подигаме свеста, бидејќи податоците говорат дека 10 милиони луѓе годишно умираат од оваа дијагноза, која е една од двете најчести причини за смртност на цела светска популација. Како вие во Аџибадем Систина на овој ден обрнувате внимание? Така е. Добро утро на сите. Ви благодарам на поканата и што денес повторно можеме да зборуваме за она што ни е реалност и повикувам на се почести разговори, затоа што сметам дека информацијата е сила и моќ. Сметам дека сите граѓани, пациенти треба да имаат правилната информација која што е дадена од нас лекарите, специјалисти, а понатаму заедно да одлучуваме за се она кој што се чекори, зборувам кога веќе има пациент дијагноза во однос на третманот, лекувањето и сите предизвици кои што ги нуди. Во нашата болница Аџибадем Систина, она на кое што сме горди и кое што се радуваме е дека можеме како тим онколози и специјалисти радиотерапевти, ќе ве поправам, не сме специјалисти, јас не сум специјалист по радиологија. Значи можеме заеднички тимски да работиме на предизвиците, дијагнозите на пациентите, секогаш одлучуваме заедно, никогаш не донесуваме одлука самостојно, особено имајќи ги на располагање стручните колегиуми, мултидисциплинарно, со сите колеги специјалисти од болницата Аџибадем Систина. Да. Секој пациент со карцином е своја приказна. Она што вие го правите, буквално правите една персонализирана приказна и на секој еден му ја олеснувате на некаков начин состојбата, го водите низ процесот, се со цел да излезе како победник во ова. Од статистиките прочитав дека дури 40, ако не и повеќе проценти од карциномите можат да бидат спречени, доколку на време се прават прегледи. Дали се доволни сите овие предавања, сите овие апели, сите оваа кампања која се прави не само еднаш во годината, ние за канцерот не зборуваме само денеска, има многу други месеци и поводи во кои ги отвараме овие теми, но дали се доволни за да се променат нештата? Сметам дека мора да се почне од некаде и сметам дека последниве години, особено оваа година и минатите, и пациентите се организираат и преку пациентски организации се погласни во борбата против малигните заболувања. Би рекла, борбата продолжува само ако сме гласни. Затоа ја почнав емисијата секогаш. Битна е правилната информација, битна е правилно спроведената информација. Бројот на пациенти кои што се соочуваат со некакво малигно заболување е огромен. Не е тоа само во Македонија, тоа е генерално тренд во светот. Значи, тоа се должи, да речам, на брз начин на живот, старење на популацијата, подолг живот на популацијата, развој на медицината, развој на дијагностичките алатки кои што ги имаме се заедно. Точно она што го кажавте како статистика дека до 2020 година бројот на смртни случаи годишно е околу 10 милиони. Проекциите се дека ќе бидат до 2050 година 30 милиони на бројка на пациенти кои што ќе го загубат животот заради дијагноза на малигно заболување. Сакам
сакам често да ја кажувам, да го кажувам податокот не затоа што сум љубител на статистики, заради тоа што сметам дека тоа нешто ќе некому ќе значи и ќе предизвика и да се оди на редовни прегледи, да се води грижа за своето здравје, да се обрнува повеќе внимание на себе и да се слуша телото, да се слушаат сите симптоми и знаци. Како доктор сакам да кажам секогаш дека е битно подобро да докажеме дека нема ништо, отколку да се удираме по рамо и да велиме дека не тие ништо, не се случува ништо. Ние сме должни, јас сум должна секогаш да докажам дека не се случува ништо кај пациент, односно дека да докажеме дека е се во ред, имајќи ги сите алатки и дијагностички методи, отколку да оставиме дека најверојатно не и се е во ред и да потоа да имаме грижа на совест дека нешто сме можеле да промениме. Октомври, како розов октомври, во кој најчесто се зборува за женските типови на малигни проблеми кои се јавуваат кај жените, не само кај повозрасната, туку за жал се почесто и кај помладата популација, често пати се споменува оној генетски фактор, дека сите девојчиња и жени кои што имаат мајки или некој во своето семејство кој што веќе е бил пациент на клиниката за онкологија или кај вас, да речеме, треба редовно да ги прават, бидејќи тие имаат директен ризик фактор. Може ли тоа да се спречи? Вака, значи еден од убаво го почнавте, еден од ризик факторите за бројот, односно за настанување на канцер има и генетиката. Значи ракот на дојка, само 5% од пациентите кои што имаат рак на дојка имаат вродена генетска мутација. Таа вродена генетска мутација може да се пренесе на потомството. Тоа значи дека девојчињата, ако веќе зборуваме сега конкретно за канцер на дојка, девојчињата може да имаат стекнато ген ген со вроден, односно да имаат вродена мутација, кој што може да биде детектибилен. Што значи тоа? Ако имаат мајка која што има или баба или тетка, да речеме, од прва или втора линија кои што имаат канцер на дојка и кај кој имаме докажано дека има генетска мутација, тогаш би требало тие девојчиња да направат исто така испитување да се види дали и тие имаат генетска мутација. Најчести се брака 1 и 2, АТМ мутација, ПАЛП-чек и многу други, меѓутоа оние на кои што ние треба да интервенираме и е докажано дека може нешто да се направи е носителството на брака 1 и 2 мутација и АТМ мутацијата. Што значи тоа? Тие што се носители имаат зголемен ризик од развој, многу поголем ризик од развој во текот на животот на канцер на дојка или канцер на јајници кај брака 1 и 2 во однос на останатата популација. Кај нив што може да се смени? Поинтензивни, поредовни прегледи, почнувајќи на рана возраст или зависно од возраста кога нивната мајка имала дијагнозата. Обично препораките се дека треба да почнат 10 години порано од возраста кога нивната мајка била дијагностицирана. Светот како се справува? Ние се уште немаме во Македонија регистри за носители на брака мутации, меѓутоа повторно ќе речам, свесноста, патот на кој што треба да тргнеме е прво со правилна информација. Се трудам секогаш на сите пациенти да им обрнам внимание и на наследната компонента, не само на ракот на дојка и за останатите, затоа што брака мутацијата може да биде асоцирана и со зголемен ризик од развој на канцер на простата, канцер на рак на панкреас, рак на исто така делот, бидејќи се зборуваме опширно не само за канцер, би требало да посветиме внимание на сите малигни заболувања, исто така и карциномот на дебело црево има генетска основа, така да се смета дека и оние кои што имаат белодробен карцином, нивното потомство има исто така зголемен ризик од развој на белодробен карцином. Значи, самото настанување на малигното заболување е мултифакторијално, така и ние треба да го гледаме. Ако знаеме дека има генетска основа во семејството, треба да бидеме многу посвесни, односно тие семејства треба да бидат посвесни во однос на нивниот животен стил, во однос на нивните прегледи, во однос на она што го зборувам, следење на симптоми, знаци или
да прават она што барем можат од нив, да живеат што поздраво, да имаат редовна физичка активност, да престанат со пушење, да намалат конзумација на алкохол, оние да ги што повеќе можат да ги намалат ризик факторите кои што ги знаеме дека може да зголемат ризик од развој на канцер, на малигно заболување. Така, споменавте неколку видови на малигни заболувања. Кои од нив се во најголема експанзија по последниве години, да речеме, овој во постпандемиски период? Така, статистиките се дека кај жените најчест карцином е карциномот на дојка, кај мажите е најчест карциномот на бели дробови. По смртност, значи најсмртен, односно е карциномот на бели дробови и кај мажи и кај жени. Се смета дека во текот на животот секоја 12-та жена во моментов се соочува со канцер на било некакво малигно заболување или секој 9-ти маж според статистиките. Постоја статистики, тие сакам секогаш да ги предочам, како што реков, заради тоа што некому нешто ќе наметнат, ќе влијаат. Во моментов американските статистики се дека секој трет човек се соочува во текот на животот со некаков тип на малигно заболување. Проекциите се дека до 2040-2050 секој втор човек ќе се соочува со некакво малигно заболување. Диагнозата на малигно заболување ниту треба да предизвика срам, ниту криење, ниту стигматизација, ниту страв. Тоа е меѓу нас. Значи, сите ние имаме некој близок, многу близок или во поблиска или во поширока, да речам, околина кој ще се соочува со таа диагноза. Диагноза на малигно заболување не е крај. Значи, диагнозата на малигното заболување според мене е почеток на борба, почеток дека нешто треба да оди во друга насока, стопна еден дел од животот, така и преминување во нешто друго. Ние како доктори сме секогаш тука да ги водиме пациентите, да помогнеме во се, да го искористиме се она во кое што со години сме вложувале, за да можеме да помогнеме на луѓето и да ги водиме во права насока. Знаете, најсрекни сме кога имаме одлична соработка со пациентите. Реално, повторно ќе кажам, јас сум задоволна кога сите информации, се она што јас сум вложувала во себе и го знам, го имам како знаење, ќе го кажам на пациентот, а повторно одлуката ќе ја донесеме заедно, затоа што повторно ова е тимска работа, се работи за човекот од другата страна и ние треба да сме свесни за тоа. Не можеме да бидеме стрикни, само јас знам или само јас ќе ви кажам како треба. Јас ќе го кажам она што го знам, вие ќе ми ги кажете од таа страна пациентот неговите вистини, неговите потреби и заедно ќе донесеме одлуката за третман. Денес само сакам да предочам дека да искористам оваа прилика дека освен тоа дека како што рековте канцерот, односно малигното заболување, ако е диагностицирано рано, се излекува. Затоа сакам да повикам на тоа да се прават, барем онаму каде што постои во Македонија, скрининг, да се прават редовни скрининг прегледи, значи превентивни прегледи. Не треба да чекаат пациентите нешто да се случува и да ги боли. Во моментот веќе постои редовен скрининг за канцер на дојка, тоа значи дека сите жени над 40 години треба да прават редовни мамографии. Значи, мамографијата е скрининг за канцер на карцином на дојка на секои 2 години. Доколку наодот има некаков наод, односно е суспектен, нешто се случува, тогаш докторот што го прави, радиологот, ќе побара да се прави на почест интервал, односно почесто. Се смета дека се она што може да се фати во тие 2 години ќе биде доволно рано да биде сосема излечено. Што порано се фати, помалку се модулите, односно начините за третман и помалку интензивна е терапијата. Скринингот, значи, е многу битен, или редовните контроли. За дојка имаме скрининг. Скрининг за колоректален карцином е над 45 години, редовни прва барем колоноскопија, повторно спрема наодот, препораки дали на 5 или на 10 години да се прават колоноскопски прегледи. Во оние семејства каде што има наследна полипоза, значи таму треба и почесто да се прави.
Докторот кој што ја прави колоноскопијата кажува, скрининг за простата исто така, се редовни дигитални прегледи, барем ПСА, кој што многу едноставно се зима од крв во семејства каде што постои ризик или кај секој пациент над 60 години. Значи тоа веќе го знаеме. Не постои скрининг за белодробен карцином во Македонија. Европските земји веќе го имплементираат тоа, меѓутоа треба да знаат пациентите, тие што се изложени, иако и загадениот воздух знаеме дека многу влијаме, тие што се пушачи долгогодишни, треба да прават прегледи, барем една рентгенграфија да направат над 50-та, 60-та година, доколку се пушачи долгогодишни и пушат над 10, мислам без разлика дали е 10 или 20 цигари, тие имаат голем, односно огромен ризик. И уште сосема малку на крај само да ве прашам, на секој 2 до 5 години некаде ми излегува некоја информација дека е пронајден лек за карциномите. Имате ли некаква валидна информација, некаков лек кој што делува на ова, макар превентивно или во некоја фаза развојна да може на пациентот да му помогне да го стабилизира своето здравје, односно да ја прекине малигната болест? Така, во моментов не можам да речам дека ќе има еден лек кој што ќе го излечи секоја малигна болест. Се менуваат протоколите, многу често ние се развива медицината, особено персонализираната медицина, и ние како онколози редовно одиме на едукации. Ние секојдневно се едуцираме и секојдневно работиме на себе, буквално за да го најдеме соодветниот лек за секој пациент. Заради тоа, доколку денес не прочитам нешто, јас веќе утре нема да бидам соодветна. Затоа и вложуваме и ние за да бидеме подобри и за нас и подобри за нашите пациенти, да го знаеме правилниот лек за пациентот. Еден лек за сите малигни заболувања не постои. Меѓутоа медицината оди напред, ние како доктори постојано се едуцираме. Постојат програми за сертификација наши кои што Европската школа за онкологија не поддржува, да речам. На таква бев минатата година, завршив таква едукација да бидам сертифицирана за третман на канцер на дојка, да речам единствена во регионов, баш заради тоа, не дека ќе го најдеме соодветниот лек, меѓутоа ќе бидеме подобри за нас и на тој начин и за нашите пациенти, за да знаеме персонализирано секој пациент што му треба и на кој начин да го лекуваме. И благодарам многу и посакувам вистина да не се оствари она предпоставка дека до 2040 година секој втор човек ќе се справува со некое малигно заболување. Тоа е навистина многу погубна информација. Би посакала секој еден од нас да поработи повеќе на себе, на својот начин на живење, на својот начин на исхрана, да ги менуваме навиките, да одиме што почесто на прегледи и да не оставаме ништо за утре или за од понеделник. Тоа е, мислам дека примерна на случајност. Да, примерна грешка. Ви благодарам многу за овој гостување. Јас ви благодарам многу за овие информации, ве следев на вистина со внимание. Верувам дека и гледачите го проследија со внимание овој разговор и не само денес, како што кажавме на почеток, на вистина што почесто треба да вакви информативни разговори за да се крене свеста на секој од нас. Ви благодарам. Со тебе се гледаме повторно уште еднаш со следните гости.